Вработување во замена за подршка на референдумот или рутинско продолжување на веќе постоечки договори. Јавното претпријатие Комунална хигиена преку Агенцијата за привремени вработувања мотиви ангажира лица за вработување во рок од 1 година, за што ќе бидат одвоени речиси 1.850.000 евра. На договорот кој може да се најде на електронскиот систем за јавни набавки се гледа дека тој е потпишан на 6 август од страна на директорот на Комуналец Абдусамет Шабани и управителот на мотиви Норик Селими. Вкупниот износ кој треба да се одвои за привремено вработените изнесува 96 милиони денари без ДДВ, а таа сума заедно со данокот достигнува над 113 милиони денари. Простата математика вели дека со овие пари на годишно ниво и со посечните плати во тој сектор можат да бидат ангажирани стотици лица. Агенцијата Мотиви инаку се јавува како посредник при изнаоѓање на лица за привремена работа во разни сектори и подолго време наназад, а слични договори токму со ЈП Комунална хигиена има потпишано и во изминатите 3 години. Алфа вчера ексклузивно објави дека се подготвуваат илјадници вработување на партиски кадри во администрацијата за обезбедување на максимална поддршка од албанскиот фактор за престојниот референдум. Од извори во албанскиот политички блок дознаваме дека ДУИ заедно со СДСМ подготвуваат стратегија за масовна излезност на албанците преку возможување на примамливи договори за вработување кои од привремени би станале трајни доколку референдумот успее. Една од целите е да се допри до гласачите на другите албански партии во земјата, кои на свој начин ги толкуваат потезите на владината коалиција. Со овие новите вработувања кои се веројатно партиски од коалицијата СДСМ и ДУИ, со самото тоа значи уште повеќе се оди во насока на политизација на јавната администрација, а не на една јавна администрација која би требало да им служи на самите граѓани. За тоа дека владината коалиција во предреферендумскиот период масовно вработува илјадници луѓе во администрацијата, повторно реагираше и опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Владата вработува 6000 партиски војници. Тоа е најголемиот бранд на вработување во јавната администрација кој некогаш е направен. 6000 нови вработувања ќе бидат на терет на буџетот, пари кои наместо за капитални проекти ќе се трошат за плаќање на партиски војници. Дали оваа стратегија на тандемот СДСМ ДУИ навистина ќе влијае врз резултатите од народното изјаснување за преспанскиот договор, останува да видиме на 30 септември.